СДСМ ќе води позитивна кампања со своите кандидати за кои председателот на партијата вели се докажано подобар избор од опонентите. Филипче е согласен со изјавите на премиерот дека пред граѓаните ќе се најдат две опции. Едната што ќе работи за доброто на граѓаните, а другата која го блокира Скопје. СДСМ ќе ги промовира сите позитивни работи и проекти, но Филипче вели и силно ќе го критикуваат актуелното работење на градоначалниците од другите партии. Едната е напредна, проевропска опција која што нуди честни и добри кадри кои што покажа како се работи за доброто на граѓаните, а тоа е СДСМ, и другата опција е ВМРО-ДПМНЕ, кои што се служат со лажни кампањи, со лаги, со клевети, кои што се докажаа дека се неработници, кои што се докажаа од тоа што го прават дека го блокираа и го запустеа градот Скопје. Поради едноставно тоа што е градот блокиран, градоначалникот изминатиот период во време трајање на неговиот мандат превзема работни ингеренции, набавува нови возила, инструменти, се што му е потребно да се празнат контейнерите, едноставно центар да биде чиста општина. Во фокусот на програмата на кандидатката за град Скопје, Каја Шукова, предвидени се долгорочни решенија за хигиената во главниот град. За разлика од Орце Георгиевски, јас имам реален план како да се исчисти градот Скопје. Ние зборуваме за ново паметно решение кое што ќе значи нова опрема и ќе значи GPS комуникација со опремата во Скопје, односно да знаеме во реално време дали ни се полни контейнерите и кога треба да се празнат. Исто така во програмата предвидуваме набавка на двојно повеќе опрема, односно двојно повеќе канти и контейнери за градот Скопје, како и нова опрема, односно нови возила, бидејќи постојните се во многу лоша состојба. Герасимовски, кој претендира за втор мандат во општина Центар, ја стартуваше кампањата со садење дрвја во паркот на франкофонијата како символика за развој и долгорочна грижа за општината. Тој ги промовираше новите возила за собирање отпад и чистење на улиците. Нашата нова механизација која е изнајмена изминатиот период се со цел да хигиената ја дигнеме на што повисоко ниво и да не дозволиме центарци да се угушат во ѓубре. Она што го правиме изминатите 4 години продолжуваме и во наредниот нов мандат, каде што планираме дополнителна механизација со 2 нови цистерни и 5 нови металарки, се со цел да нивото на хигиената во центар и на центарци биде на највисоко ниво. Со акција за чистење на отпадоци на јавните површини, кандидатката за општина Карпош од СДСМ ја почна изборната кампања. Како лекар, во мојата визија, здравјето на граѓаните е најважно. И затоа редовното чистење и меење на улици, дезинфекцијата на контейнерите за отпад и неговото редовно собирање имаат висок приоритет. СДСМ вечерва е на средба со граѓани во Могила, а потоа ќе одржи митинзи во Демир Хисар и Крушево. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.